Ако ги менуваше и девојките како што му тргна со автомобилите, Лозано заслужено ќе го прогласевме за најголем фраер на естрадата. Со ново брендирано возило, Владко Лозановски од сега ќе го гледаме по патиштата. Си доби Peugeot 308, а со тоа во оваа фамилија ја доби Калиопи за мајка, а Каролинче за своја сестра. Со здравје да си го возиш? Сполај ти по Многу да си девојки купиш. го нема да Добро, ќе ги избери ове, да. Со новото Peugeot ќе се фали година дена, и тоа без никаков договор. Немаше писмен договор, договор е на доверба. А дека внимава на својот изглед, докажува фактот што бојата на автомобилот ја одбра заради своите очила. Споредив малку со црната и белата и некако повеќе личеше според мене белата боја на Peugeot. И станам дека и сите ќе ме гледа дека ќе истојам на бела боја. Пошто ја имам и бело на манчари да ме одговара. Како и претходниот автомобил, и овој е брендиран, значи Лозано и тука. Колку тоа ти помага или ти одмага кога е во прашање со обраќалните служби, пример во Скопје да кажеме, или полицијата? Има ли пропусти? По пропусти. Има понекогаш да. Понекогаш да, али некогаш и нормално, ако си сум направил грешка, зашто нека си ме казнат. Негова ти пречи, например, што пишуваш има име на колата. Секаде, например, луѓето знаат каде сум. Има ли чести напади такви од девојчиња кога ќе видат дека твојата кола е тука? Доаѓаат да се сликаат со тебе, макар колку и да се брзиш некаде некојаш да идеш. Па има понекогаш, да не претерувам, али има понекогаш, да. И да се сликаат така, заедно и со колата. И после ме тргат, мене бегај ти, не си интересен колава, че слика. И да провериме колку е вистина последното што го прочитавме за него. Дали Владко на вистина беше избркан од станот? Не сум избркан, али чим го видов тоа во наслов, и да ментирам и да не да ментирам, исто ми е. Сепак е тоа извајано во насловно, а и да сум избркан, имам Пежовче, но тука ќе си седам, ќе си спијам, имам место за еден фрижидер, ќе си стам. Со стан или без него, битно тој си најде друштво за првото кругче. Веќе ми се кандиса едни.